Добар ден, драги ученици! Добре дојдовте во нашата училница. Јас сум Ивана Илковска и сум оделенски наставник во Основното училиште Блаже Коневски од Скопје. Наставната содржина на денешниот час по македонски јазик за четврто деление е обработка на текстот извор. Целите на овој час се да ја разберете и доживеете содржината на текстот, да ги определувате логичките целини и пораката на текстот, да развиете способност за изразно читање на текстот, да поставувате и одговарате на дадени прашања во врска со текстот и да развиете способност за откривање на тематско идејната основа на текстот. Ајде, драги ученици, преку техниката бура на идеи да откриеме што се не асоцира спорот извор. Извор може да не асоцира на место од кое извира поток, извор на знаење, извор на нафта, извор на топлина и светлина. Сега, преку техниката наставникот чита на глас, ќе ви го прочитам текстот извор. Тројца патници едно утро се сретнаа кај еден извор. Тука забележаа надпис: земете пример од мене. Тројцата патници почнаа се расправаат околу тоа каква е вистинската смисла на надписот и каква порака им праќа. Потокот што ќе се создаде од овој извор, рече првиот, ќе тече низ широка долина, ќе ги собере во себе сите други поточиња и ќе стане голема река. Надписот не учи дека секогаш треба да се стремиме напред, да се трудиме без прекин ако сакаме да се збогатиме. Според моето мислење, надписот има друго значење, рече вториот. Изворот му ја гасне жетта на секој жеден што ќе помине од тука. Тој ни служи како пример како треба великодушно да им служиме на своите блиски. А третиот патник на овој начин го објаснил значењето на надписот. Ние да пиеме водата од изворот ако таа е бистра и чиста. Матната вода не ја пијат дури ни ѕверовите. Ако сакаш да бидеш сакан и ценет од сите, биди исто така бистар и чист. Авторот на овој текст е Елин Пелин. Ајде сега да ги објасниме непознатите зборови. Зборот надпис. Кус текст со различна содржина, истакнат на јавно место. Широка долина, изложен длабнат простор, обично покрај текот на реката. Се стремиме, односно се подготвуваме или имаме за цел и великодушен некој што е благодарен. Ајде, драги ученици, сега да разговараме за текстот. Како ќе го изведеме тоа? Јас ќе ви прочитам неколку прашања, а вие ќе го запрете видеото, ќе размислите убаво и ќе ги одговорите прашањата усно на некој што е во ваша близина. Кој се тие прашања? Првото прашање е: дали ви се допадна текстот? Второто прашање: дали ја разбравте содржината на текстот? Доколку внимателно слушате, во текстот се зборува за надписот што бил поставен крај еден извор. Третото прашање: што кажал првиот патник за надписот? Четвртото прашање: што кажал вториот патник за надписот? Петото прашање: што кажал третиот патник за надписот? Шестото прашање: како го објаснуваш надписот на изворот? И седмото прашање: пронајди ги поучите реченици. Сега, ученици, запрете го ова видео, размислете убаво и усно одговорете ги овие прашања. Откако ќе ги одговорите усно прашањата, земете го учебникот по македонски јазик и отворете на 91 страна. Таму се наоѓа текстот извор. Прочитајте го еднаш гласно и така ќе го вежбате изразното читање. Потоа, земете ги училишните тетрадки, моливчето и гумичката. Ќе го запишеме планот за овој текст. Најпрво ќе го запишеме насловот.
Тој е обработка на текстот извор. Ајде да ги откриеме темата, идејата, логичките целини, времето, местото и пораката за овој текст. Темата е од секоја ситуација да извлекуваме поучна мисла и да ги почитуваме вистинските морални вредности. Идејата да земеме пример од изворот, да се стремиме да бидеме честни и великодушни. Овој текст има повеќе логички целини, а ние за секоја логичка целина ќе пишеме по една реченица. Првата логичка целина е: тројца патници се сретнале кај изворот. Втората логичка целина: надписот крие значени пораки. Третата: во животот да гледаме напред со сопствен труд да се збогатиме. Четвртата: да ги почитуваме и да им служиме на блиските. И петата логичка целина: ако сме паметни и чисти, ќе бидеме ценети од сите. Времето е наутро, а местото покрај еден извор. Пораката на овој текст е: ако сакаш да бидеш сакан и ценет од сите, биди исто така бистар и чист. Сега, ученици, сопрете го ова видео и запишете го овој план. Откако ќе го запишете планот, имате за домашна задача да се вежба изразно читање на овој текст и усно да се прераскаже неговата содржина. Ви благодарам на вниманието.